Во ова издание, нуклеарните разговори во Виена меѓу Иран и 6 светски сили одложени, но новиот ирански претседател веројатно ќе менува нов преговарачки тим. Дали се можни големи промени во надворешната политика на Иран? Аналитичарите предвидуваат дека Раиси ќе работи на стабилизирање на односите со арапските ривали во регионот. Дипломатски игри во надворешната политика поврзана со пандите. За време на Олимписките игри во Лос Анџелес 84-та САД плаќа по $50,000 американски долари месечно за да изнемат панди во зоолошките градини. Целиот свет за привремено поседување и згрижување на панда обично на Пекинг му плаќа до $10 милиони за период од 10 години. Ќе ви кажеме, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јеле Бојаджиевски. Новоизбраниот ирански претседател вети поддршка за нуклеарниот договор од 2015 и најави стабилизација на односите со арапските соседи во заливот. Хенри Рижвел од Лондон јавува за очекувањата од светот од новиот претседател на Иран. Меѓутоа и какви би биле идните меѓународни односи со Техеран. Новоизбраниот ирански претседател Ебрахим Раиси е лојален на режимот и долгогодишен критичар на Западот. Тој бил активен за време на Иранската исламска револуција во 1979 и се искачи до врвот во судството. Сепак, председателската функција нема да му даде вистинска политичка моќ, вели аналитичарот Алекс Ватанка. Дали ќе може да го промени курсот на земјата во друга насока? Апсолутно не. Тој ја нема таа моќ. Моќта е кај иранскиот врховен водач ајатолахот Али Каманеи. Каманеи, преку неговиот сојузник Раиси, изрази поддршка за враќање на нуклеарниот договор од 2015-та. Поранешниот американски претседател Доналд Трамп се повлече од него во 2018-та. Критичарите на договорот велат дека Вашингтон треба да биде внимателен пред повторното прифаќање. Каменеи се чувствува удобно прикажувајќи умереност, заскривајќи се зад маска и не изгледа дека би направил дури ни козметички промени во Исламската република, зашто знае дека САД имаат многу голем интерес да се вратат во договорот. Нуклеарните разговори во Виена меѓу Иран и 6 светски сили беа одложени во неделата. Раиси веројатно ќе именува нов преговарачки тим, но нема да има големи промени во надворешната политика на Иран, вели Ватанка. Иранците нема да се спакуваат и да си заминат од Виена само затоа што тој е новоизбран претседател. Тој ја спомна Кина дека сака да го продолжи 25 годишниот стратешки договор кој беше потпишан во март со кинезите, што значи тоа останува да видиме. Раиси изјави дека ќе работи на стабилизирање на односите со арапските ривали во регионот. Можеби Ријад и Абу Даби и другите во арапскиот свет ќе гледаат посериозно на Раиси, зашто тие мислат дека тој е екстремно близок со ајатолах Каменеи. Групите за човекови права велат дека Раиси бил еден од 4 судии кои ги нагледувале екзекуциите на илјадници политички затвореници во 1988-та. Дали сте знаеле дека сите панди во светот се во собственост на Кина и зоолошките градини ширум светот кои се привремени домаќини на ова ретко животно, на официјален Пекинг му исплаќаат одредена сума за одреден период. Таков е случајот и со пандите во Соединетите Американски држави. За изнајмување за 10 години за ова ретко животно изнесува околу $10 милиони. Во продолжение прилог за куриозитетите поврзани со ова прекрасно животно како алатка во меѓународната политика и дипломатијата. Долго пред Кина да започне да ги користи маските N95 и вакцините за COVID-19 како дел од своите дипломатски напори, користеше панди. Пандите ги користеше Кина за да генерира добра волја со другите земји повеќе од 1000 години. За време на династијата Танг, кинеската царица Ву Зетијан и подари на Јапонија 2 панди. За време на модерната ера во 1941 година, непосредно пред САД да влезат во Втората светска војна, Пекинг испрати 2 црнобели панди во зоолошката градина во Бронкс, Њујорк. Мао Цетунг испрати панди до кинеските комунистички сојузници Русија и Северна Кореја во 50-тите години на минатиот век. По патувањето на американскиот претседател Ричард Никсон во Кина во 1972 година, Пекинг им подари на САД 2 џиновски панди.
Никсон за доаѓањето на пандите во САД изјави: "Ова ќе биде пеколна приказна." И тој беше во право. Повеќе од 20.000 луѓе ги посетија пандите првиот ден кога беа изложени во Националната зоолошка градина во Вашингтон во 1972 година од вкупно 1,1 милион посетители во текот на првата година. Подарокот го инспирираше британскиот премиер Едвард Хит да побара од Кина панди за зоолошката градина во Лондон за време на неговата посета на Кина во 1974. Бидејќи луѓето ја сакаа пандата, Светската фондација за диви животни, инспирирана од тоа, ја усвои пандата како свое лого. Во 1984 година Кина ја смени својата политика за панди, бидејќи еколошките групи започнаа да ги водат како загрозен вид. Пекинг, наместо да им подарува панди на другите, стави јасно до знаење дека сите младенчиња родени во странство и припаѓаат на Кина. За време на Олимписките игри во Лос Анџелес 1984 година САД плаќаа по $50.000 американски долари месечно за да позајмат панди. Животните секоја година им носат на зоолошките градини приход од милиони долари. Кога пристигна нови панди во Националната зоолошка градина во Вашингтон во 2001 година, зоолошката градина, која не наплатува влезници, речиси двојно ја зголеми продажбата на стоки и храна. Сепак животните се огромен трошок. Освен наплатата за заем во Кина, пандите ги чинат зоолошките градини приближно $500 милион годишно за нега, пренесува National Geographic. Тоа е повеќе од 5 пати поголема цена од најскапите животни, слоновите. Трошоците се собира затоа што пандите јадат специјален бамбус, живеат во наметнати куќишта и често бараат третман за инвитро оплодување. Кинеските власти признаа дека популарноста на пандите им помогна на дипломатските напори. Кинескиот амбасадор во САД во 2013 година рече: "Всушност има двајца кинески амбасадори во Вашингтон, јас и младенчето панда во Националната зоолошка градина." Студијата на Универзитетот Оксфорд во 2013 година покажа дека Кина дава панди исто така на азиските земји со кои неодамна потпишала трговски договори како Малезија, Тајланд и Макао. Студијата исто така открила дека Кина може да ги повлече своите панди во знак на несогласување. Во 2010 година, например, 2 младенчиња панди родени во САД требаше да бидат вратени во Кина само неколку дена откако американскиот претседател Барак Обама им се спротистави на желбите на Кина и се состана со Далај Лама. Неодамна, бидејќи тензиите меѓу САД и Кина беа затегнати од низа проблеми, Кина го продолжи заемот за панда на Националната зоолошка градина за уште 3 години, но повика тие да бидат вратени назад во Кина во 2023 година. Пандите во јужниот американски град Мемфис, Тенеси се најдоа под лупа откако објавите на кинеските социјални мрежи тврдеа дека животните не изгледаат добро. Представници на зоолошката градина во Мемфис негираат дека пандите се болни и велат дека секој ден ги проверуваат ветеринарни тимови. Пекинг ги контролира сите светски панди кои потекнуваат од планинските масиви во јужна централна Кина каде живеат тие. Пандите исто така се населувале во низинските области, но нивниот терен станал поограничен поради земеделството и развојот. Околу 1800 панди живеат во дивината во Кина, додека 600 други панди живеат во зоолошките градини или центри за размножување широм светот. Животните веќе не се загрозени, но се наведени како ранливи. Тука е крајот на ова издание на News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За најнови информации појдете на glasnaamerika.com. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледаме утре.